Моето име е Владко Деков, доаѓам од Хопсовци за здрав живот Скопје, значи 20 години работиме исклучиво на темата на дроги и мене сакам да поздравам оваа средба денес, без оглед што се во главном говорителите доаѓаат нели од кривично правниот аспект. Немам никаква забелешка, затоа што дури сметам дека и во рамките на такви стручно, тесно дисциплинирани области треба да се дискутира ова и така да прво сакам да изразам честитки за оваа средба. Самата потреба да луѓето зборуваат и да се надзборуваат еден за друг зборува за потребата од ваков тип на настани. Ова не е додуша и прв од ваков вид, меѓутоа веројатно ќе треба види нам многу повеќе да се зборува на оваа тема. Јас имам само две клучни моменти кои што сакам да ги кажам. Значи во Македонија посудувањето и употребата на било која дрога е декриминализирана. За лична употреба збориме. Така да, то не е кривично дело. Зборуваме само за прекршај против јавен ред и мир. И во тој контекст ние немаме толку многу лоша, да кажеме, правна регулатива, меѓутоа судската пракса, пошто дека имаме и суди, јас би сакал само да нагасам, ние во 2016 правивме истражување каде што само во Скопје во просек негде околу 1000 нешто беа уфатени дела по член 215, 216 и прекршај против јавен ред и мир, е утврдено дека 930 се по член 215 и 216, а помалку од 100 се прекршај против јавен ред и мир. Одно што ни зборува нам тоа, дека во Скопје има повеќе луѓе кои што продаваат дрога од оние што употребуваат. Значи судската пракса кај нас и корелација со таа што апсолутно. Значи е прилично, да кажеме, проблематична и тука треба да имат огромни промени, затоа што ние можеме да имаме извореден законски систем, правна регулатива, ама како тоа се спроведува во рамките на судовите е друго прашање.